Сонот на Дуи стана реалност. Исполнет коалицискиот договор помеѓу социјалдемократите и интегративците за премиер Албанец во последните 100 дена од мандатот до парламентарните избори на 8 мај. Талат Џафери стана технички премиер на Македонија. Не е важно дали се работи за техничка влада со рок од 1 или 100 дена. Ке работам професионално и нема да дозволам какви било манипулации во однос на демократскиот процес, рече Талат Џафери. Според ВМРО ДПМН кои не гласаа за техничката влада. Партијата Дуи нема толку пратеници ниту број на гласови за да избере премиер, но Ковачевски и Маричич ефтино ја продале куќата на СДСМ, партија која според опозицијата била верен слуга на Дуи. Од вашата партија направија привезок на Дуи. СДСМ, ЛДП и НСДП, верните слуги на корумпираната Дуи, заради коруптивни побуди, денес македонскиот народ го направија кираџија во сопствената држава. Милошовски предупреди дека техничката влада само ќе ги продолжела коруптивните и криминални политики, а Македонија има историски најлошо здравство, историски највисок долг, инфлација, најмногу лажни пасоши за наркобосовите, неразчистени случаи на криминал и корупција. Законот за автопатите со европско знаменце, Талат Џафери им го завери по брза постапка. Платени се историски 200 милиони евра за 0 километри автопат. И законот за коцкарници, Талат Џафери го протна преку ред. Беса Транс, трагедијата во Бугарија. Тука во собранието се побара да се закаже анкетна комисија за човековите права и слободи. Модуларната болница во Тетово, 14 жртви. Онкологија, Дуи и СДСМ покажаа дека се многу сложни кога станува збор за бизнис тендери. СДСМ пак уверува, интересот на граѓаните бил и ќе остане на прво место. Според нив, техничката влада ќе спроведе фер и демократски избори, а ВМРО ДПМН само барале алиби за поразот што ќе им се случил на следните избори. Во интерес на граѓаните и државата е изборниот процес да помине безпрекорно, во демократски услови, како што доликува на земја членка на НАТО, која што е во процес на преговори за членство во Европската Унија. Нема да дозволиме ВМРО ДПМН да фрли дамка на изборниот процес, а со тоа и на двојната победа на проевропскиот фронт на претседателските и на парламентарните избори. Опозицијската ВМРО ДПМН стои на ставот дека учествува во техничката влада исклучиво да помогне во спроведувањето на изборите и спречување евентуални неправилности и предизборен подкуп во техничкиот владин кабинет. Нов министер за внатрешни работи е Панче Тошковски, за труд и социјална политика Ѓоко Велковски. ВМРО ДПМН доби и тројца дополнителни заменици министри во ресорите финансии, информатичко општество и земјоделство. Од владината коалиција се останува исто, освен што Бојан Маричич доби уште една функција, онаа на Артан Груби, прв вице-премиер.